Добро вечер, почитувани гледачи. Есента е се уште убава, сончева и топла. Меѓутоа, на прагот сме на зимскиот период, па од тие од многу други причини вечерва го поканивме со нас во студиото директорот на јавното предпријатие Чистото и зеленило, господинот Сашо Петрушевски. Добро вечер. Добро вечер за гледачите на 3К телевизија и добро вечер за сите гледачи на ниво на регионот на 3К телевизија. Господине Петрушевски, многу граѓани отидоа да дадат помен на починатите. Имавме среќа што деновиве немавме некои силни дождови и води, така да пристапот до гробните места е многу понормален, отколку во деновите кога има кал, нема друг збор за тоа. Дали во иднина има некаков подолгорочен план на предпријатието на кое што сте директор за да се реши пристапот на кој што граѓаните забележуваат подолго време? Да, пред минатата година знаете, сведоци сме дека огромен дел од патните во патот во гробишта беше асфалтиран од страна на општина Куманово. Значи, за сознание на граѓаните да кажеме дека ние сме само управители, а собственик е општина Куманово на градските гробишта. И след тие околности општина Куманово со урбанистичко планирање ги одржува, односно ги доведува градските гробишта во некоја урбанистичка состојба, со тоа што реков дека се огромен дел на патот е асфалтиран. Меѓутоа, неможност да секоја година се влезе со буџет и со програма од страна на општина Куманово, бидејќи единствено нешто или многу малкуте стопански работи кои одат напред се тие. Значи, градските гробишта енормно се шират. Имаме некаде околу 30% зголемување во последни 2 години, што мислам дека и во општина Куманово и сектор за урбанизам водат ред и до крај на ова година ќе биде изготвен планот за асфалтирање на тој дел, новиот, така наречен, со тоа што мислам дека ќе се асфалтираат наредната година, меѓутоа по-подробни информации, по-конкретни ќе ви дадат во сектор за урбанизам. Така. На прагот сме на зимата, без разлика што се уште имаме една обава топла и сончева есен. Се подготвува ли јавното предпријатие да пристапи и кои се впрочем надлежностите и обврските на јавните предпријатија воопшто според законите за одржување во зимски услови на тротоарите и на површините каде што се движат граѓаните. Што сакам да кажам? Дали повторно ќе гледаме пируети на граѓаните каде што не можат да се движат и нормално паѓаат на заледени површини? Значи, јавно предпријатие врши летно одржување на јавно-прометни површини, каде што според програма, значи имаме строго определена програма кои се тие јавно-прометни површини, за да не се стекне некоја слика дека во целиот град сите јавно-прометни површини се во надлежност на одржување на јавно предпријатие Чистото и зеленило. Значи ние имаме одредена програма која ја носи Советот на општина Куманово, ние ја предлагаме во согласно со буџетот на општина Куманово и според усвоената програма ги извршуваме работните обврски. Значи се работи за програма која мислам дека коректно ја извршуваме, значи и според некои мои сознани, и според некои анкети, со тоа што работиме и вон од програма според потреби на одредена група на граѓани или според барања, се со една цел како би можеле да помогнеме на граѓаните на град Куманово во одржување на тие јавно-прометни површини. Што се однесува до зимскиот период, ние покрај метење ги одржуваме и плоштадите, значи од поголемите површини, со тоа што во неможност во одредени моменти, во немање на соодветна механизација, сме принудени да бараме и помош од некои предпријатија кои има таква механизација. Меѓутоа, со рачно одржување со оние машини кои ги имаме, мислам дека и затоа и моја заложба и на раководителите на тие сектори е да веднаш после првиот снег, додека
не се заледи површината, пристапуваме и во ноќните и во вечерните часови, се екипираме и се договараме како би можел плоштадот и сите тие јавни површини да не бидат место каде што граѓаните ќе прават пируети, како што рековте, или не дај Боже некои други последици по здравје и по животот, искршеници и така натаму. Вие сте машински инженер по професија. Како таков бевте директор на едно големо, исто така јавно предпријатие, тогаш на Светлина. По втор мандат ви ова како што сте директор на Чистота и зеленило, па кога сте професионалец во таа насока како машински инженер, зарем до толку е неможноста, толку ли е скапа, односно механизацијата, за да биде посовремена и да биде поефикасна во одржување на чистотата на градот, секоја чест кон вработените, навистина. Мислам, тоа е јавно мнение, дека стварно се на терен и работат работниците. Или пак парите се одлеваат во поголем административен персонал во вашето предпријатие. Каде е проблемот што не може да се здобие чистота и зеленило со адекватна механизација? Мислам дека ова не е проблем на јавно предпријатие Чистота и зеленило, ова е генерален проблем на сите јавни предпријатија во Република Македонија. Затоа што после закон за децентрализација и после сите донесени закони за јавни набавки, закони за работење на административни, значи сега ние сме закон за јавни службеници, во насока на развојната политика на сите јавни предпријатија, каде што морам да кажам дека не добивме досега никаква помош од надлежните министерства. Значи имам примери каде што во поголеми општини, како што нашата е најголема во Република Македонија, се донираат, се купуваат и се доделуваат камиони, багери, булдожери и разноразни работни машини. Значи ние не добивме ни една од влада на Република Македонија, од било кое министерство, со тоа што морам да кажам дека сето тоа представува огромен трошок и за општина Куманово и за јавно предпријатие, бидејќи како за екземплар ќе ви кажам дека еден автосметјар од 20 кубика кошта 170 до 200.000 евра. И мислам дека ако се набават 5 или 10 такви кои се преко потребни на јавно предпријатие или разноразни работни машини кои се исто така скапи, единствена можност е со некој кредит од министерство некое во соработка со општина Куманово и со релевантни фактори во Република Македонија, со тоа што кредитот или исплаќање на тие средства, ако е можно, а не е можно, би траел 10 до 15 години. Со таква политика на јавно предпријатие би можеле да дојдеме до тие потребни алатки за работа, кои се многу скапи, што во однос на прашањето и на мислата или на дилемата дали е превработено јавно предпријатие, мислам дека во овој момент не е превработено, бидејќи јавното предпријатие Чистота и зеленило редовно зима плати, редовно ги подмирува сите своји обврски. Нормално имаме проблеми со наплата, бидејќи социјалната карта и како и можноста на граѓаните и на стопанските субјекти е многу мала за подмирување на тие долгови. Имаме проблеми со наплата на тие наши долгови, меѓутоа и покрај сето тоа и покрај таква слика, јавно предпријатие Чистота и зеленило 5-та година е поред во добивка, значи работиме позитивно, со тоа што мислам дека работењето и трошоците кои ни се вон од развојната сфера ни се минимални и се надеваме дека ќе дојдат подобри времиња и со некои законски измени и со необременување на јавните предпријатија со разноразни давачки, со разноразни непотребни, според мене, расходи. Мислам дека и со
некои законски измени во наредниот период. Сите јавни предпријатија во Македонија, прочем и член сум на АТКОМ, Сдружение на даватели на комунални услуги, каде што имам иницијативи за сите овие работи. Дали Собрание на Република Македонија и Влада на Република Македонија ќе ги услиши, не знам, меѓутоа ние ќе правиме напори се со една цел како би можеле сите јавни предпријатија во Република Македонија да дадат полн допринос во развој на хигиената, односно во непречено работење, како би можело бенефит од сето ова да го имат граѓаните. Да ве прашам нешто. Ако веќе го вперувате вашето мнение дека сериозни проблеми има во поставените законски определби од страна на владата, тогаш би ве запрашала, а што вие како јавно предпријатие чините за да на некој начин ја имплементирате вашата работа во свеста на граѓаните, дека чистотата, вие сте чистота и зеленило, така, самото име. Не се доволни само средините во кои децата живеат, училиштата во кои учат и родителите. Значи, што вие како јавно предпријатие чините за да делувате на свеста на граѓаните да имаат однос кон чист град? Ќе ви дадам одговор на прашањето, меѓутоа ќе излеза малку од темата затоа што ова е комплексен проблем, не е проблем само на јавно предпријатие и ние како јавно предпријатие најмалку сме повикани за таа работа, бидејќи многу субјекти во Република Македонија кои функционираат или не функционираат доволно добро се задолжени за еколошката свест на граѓаните на град Куманово и на сите, впрочем, градови во Република Македонија. И во светот. И во светот, нормално, затоа што сведоци сме на разноразни движења, разноразни здруженија, кампањи кои се формираат се со една цел како би можел светот или дел од светот или дел од животната средина на луѓето да биде почиста и поубава. Кај нас тоа е на многу ниско ниво, морам да кажам, со тоа што ние во нашите можности, како јавно предпријатие, од 2010 организираме саботни акции, каде што во соработка со разноразни здруженија и нарочито куќни совети, бидејќи знаете по нов закон за и тие се здруженија на граѓани. Куќни совети со преку се правни субјекти кои учествуваат во организација на еден на згради и на тие во системот на живење. Да, колективни домувања. Дававме допринос за поубава средина. Значи, секоја сабота организиравме и организираме акции вон од програмата, морам да кажам, бидејќи тоа не е во програма. Тоа е еден допринос од јавно предпријатие како би можеле да дадеме мално сериозен допринос во подигање на свеста, еколошката свест на граѓаните на град Куманово. Морам да бидам искрен, многу мали резултати се, бидејќи одзивот ли на граѓаните не е доволен или? Одзивот на граѓаните беше многу мал. Заинтересираноста исто така, бидејќи и покрај тоа што пред стамбената зграда исчистено и скосено, после 2 недели пак иста слика, грда. Со тоа што одредена група на граѓани во град Куманово, тоа е впрочем секаде и на ниво на цела република, е многу еколошката свест е многу мала. Меѓутоа ние нема да се откажеме тука и ќе продолжиме, имаме проект кој е во склоп на примарната селекција на отпад, со тоа што тогаш ќе направиме покомплетна и покомплексна кампања во ова насока. Во врска со тоа ќе продолжиме малку понатаму. Дали сте помислиле некогаш дека можеби многу малку чини, а многу голем ефект би дала една идеја за која што другите веќе ја спроведуваат, да на секое семејство кое добива сметка за ѓубрарина му подарите, доделите, дадете големи вреќи за смет, алудирајќи на односот кон сметот, како се собира и каде се става. А тоа не чини многу. Секако дека сме размислувале, секако дека на таа работа или на ваков исчекор сме спремни и во наредниот период не само со една кеса,
ние ќе настапиме покомплексно. Ви реков дека јавно предпријатие Чистота и зеленило пред неколку дена на последен совет на општина Куманово донесе измена во својот статут, каде што ќе биде овозможено да јавно предпријатие во соработка со општина Куманово и со лиценцирани фирми од Република Македонија кои ќе се јават на таа лицитација за примарна селекција на отпад. Што значи тоа за граѓаните на град Куманово? Се она што сме го гледале во поголемите и поразвините градови, каде што покрај еден контейнер има уште 2 до 3, каде што отпадот ќе се селектира, картон, стакло, пластика. Рециклиран отпад. Примарна селекција е ова, а после тоа ќе оди на обработка. Значи, сето ова ќе значи плюс садови во општина Куманово, што и ќе олесни работата на јавно предпријатие и граѓаните на град Куманово ќе имаат бенефит со тоа што ќе можат својот отпад да го селектираат, со тоа што таков селектиран отпад понатаму ќе се обработува, односно ќе биде понатамошна обработка. Да, ќе биде дел од понатамошна обработка, со тоа што и тој репроматеријал или обработената пластика или картонот ќе бидат многу поевтини за оние фирми или предпријатија кои работат со таа амбалажа. Што со тоа мислам дека ќе ставиме крај на сите овие објективни или субјективни слабости кои се случуваат во однос на еколошката свест, во однос на изнесување и депонирање на смет и во однос на сите оние проблеми кои се јавуваат во таа насока. Имаме ли некаков термин од кога ќе почне тоа да се спроведува? Јас ви реков дека таа работа е синхронизирана со општина Куманово, бидејќи на ниво на Република Македонија има некаде околу 17 општини кои веќе го отпадот секундарниот отпад го селектираат, со тоа што во теке лицитација или конкурс со страна на општина Куманово, каде што после завршување на истиот, која од тие здруженија или фирми ја добие ова работа, ќе биде задолжена да во период од неколку месеци сето тоа го имплементира во заедничка соработка со јавно предпријатие Чистота и зеленило во Куманово, со тоа што во оваа цела работа е вклучена во она кампања за која разговаравме за подигање на еколошката свест. Ние имаме некоја размисла да први одиме со централното градско подрачје, во прва фаза, во втора фаза со реоните околу центарот и во трета фаза со сите приградски и селски средини каде што сето ова ќе биде имплементирано со флаери, со едукации и со разноразни кампањи каде што и фирмата и јавното предпријатие ќе учествуваат за подигање на еколошката свест на граѓаните на град Куманово. Така, господине Петрушевски, кога јавното предпријатие Чистота и зеленило ги има изперено, измиено контейнерите за отпад? Добро прашање. Работа на една домаќинка и работа на едно јавно предпријатие, бидејќи се работи за работа која има многу мал ефект ако не се одржува онака како што треба. Ние еднаш месечно ги переме контейнерите, меѓутоа што се случува? Не се забележува. Не се забележува и јас не забележувам и правев и проверка и такви советнички прашања, впрочем и тоа е и прашање на секој граѓанин си постава такво прашање. Од понеделник до среда се менуваат контейнерите и се перат. У петок еден од тие контейнери е обавезно запален. Во вториот контейнер има во сезонски кажано или комиња или некое од подрум изнесено, лушпи од пиперки, така да се она што е од наша страна направено, ако не се подигне свеста, многу малку ќе биде забележително. А верувајте дека имаме динамика на одржување на контейнери, имаме динамика и средства со кои се перат контейнери, меѓутоа сето тоа треба да го следат и одредена група на граѓани како би можело сето тоа да биде одложено во некоја кеса или во некоја било каков сад
за да не прави проблем на сите други корисници на тие садови. Кога последен пат се миени улиците во Куманово? Миени? Во летниот период улиците ги миеме, ги переме секоја вечер. Значи, зборуваме за централното градско подрачје. Неколку улици. Во централното градско подрачје. Со тоа што мислам дека и тука најдуваме на еден проблем, бидејќи се работи за цистерни кои се многу стари, со многу мал притисок или со слаб притисок, и она што квадратурата која може за едно работно време да биде исперена, мора два пати да се враќаме за да има некаков ефект. Со тоа што набавивме пред 2 години и метлачка, која после перење на улиците машински ги чисти, и сето тоа го работиме според одредена динамика. Значи, се перат улиците во општина Куманово, меѓутоа, пак ќе кажам и мислам дека и дел од инфраструктурата, дел од тротоарите, дел од местото, односно недовршените инфраструктурни објекти или разноразни други влијанија имаат значи за од кратко време со сите овие работи кои ви ги кажав, веднаш доаѓа до изнесување на песок, паѓање и сето она што е исперено и сето она што е изнесено со таа метлачка, а се работи за огромен дел на смет, пак се враќа назад на улиците. Неколку пати потенцирате централно градско подрачје. Што се случува со населбите? Каква е состојбата таму? И одржувањето на улиците, и одржувањето на хигиената, и сметот, и вашите ангажмани околу услугите на граѓаните за кои плаќаат пак за тоа? Мислам дека нема да сгрешам ако кажам дека капацитетот на сите јавни предпријатија, а и на вклучително и на јавно предпријатие Чистоти зеленило е со одредена можност. Значи, ние во тој дел сме лимитирани според тоа што во минатото или во во претходните години според таа програма која имаме сме задолжени за чистење на одредени реони и региони. Се ова да биде достапно за сите граѓани на општина Куманово, па и во селските средини, ќе мора да помине одреден период. Значи, заекнување на сите ресурси и капацитети во јавни предпријатија и снабденост, односно имање на поголема механизација, односно поголем број на работни машини. Мислам дека и такво време ќе дојде, бидејќи до 2013 година ние немавме обврска, а и денеска немаме обврска да изнесуваме смет и да настапуваме во комунална сфера со приградските и селските средини, со тоа што од 2013 се донесе закон за комунален ред, каде што во соработка со местните заедници кои се носители на правните действија во сите приградски селски средини, во одреден дел од селските средини, нормално според законските одредби и прописи, според цена која е минимална 150 денари, според договор со местната заедница, ние влеговме, односно направивме договор со неколку приградски и селски средини и вршиме редовно изнесување на смет во тие средини. Дали знаете дека во последните истражувања на една глобална агенција за чистота на градовите на светско ниво, за 5 најчисти градови во светот, кои параметри се земени? Што мислите, кои параметри се земени за да еден град се прогласи како најчист град? Па во дел на чистота на град, мислам дека е земена прво е број на жители, квадратура на тој град, одржување, број на механизација, односно луѓе кои го одржуваат сето тоа, и еколошката свест на граѓаните.
Воопшто ни еден од овие параметри. Јас се извинувам, не сме на нема квиз, проблем. туку ете случајно Така. прочитав, дознав. Воопшто ни еден од овие параметри. За да еден град биде прогласен за најчист град во светот, земени се некои сосема други параметри од тип загаденост на воздухот, сообраќајниот метеж, хортикултурните решенија, чистотата на улиците во ниеден сегмент. Знаете ли зошто? Затоа што, дали предпоставувате зошто? Така. Затоа што казните се превисоки. Доколку фрлите и најминимален отпад на улица, $750 во просек ви кажам. Доколку вие како исто лице или јас или некој од нас, истото го направи по втор пат, $3750. Трет пат, година дена носите ознака препознатлива за сите дека вие сте загадувач на улиците. И немате, не знам тамо, некои права кои што навистина се од особен интерес како живо битие. Така да, зошто ви го поставувам ова? Сметате ли дека, впрочем, воопшто за човечките битија, не поставувам тука од каде сме и што сме и кои сме, финансиските казни се еден многу битен момент за да се само дисциплинираме. Секако дека да, меѓутоа во оваа фаза сега за која зборувавме и темата која загатнавте, мислам дека треба да одиме постапно. Значи, да пристапиме кон едукација, да ги осознаеме дел од граѓаните кои имат разноразни негативни или било какви сваќања за хигиената или за очувување на животната средина, па тогаш во трета фаза да настапиме кон казните. Затоа што секако дека ќе мислам, според некое мое скромно мислење, ќе дадат резултат тие казни, секако дека тие казни ќе имаат некој ефект, меѓутоа во корелација со сите овие казни потребно е и припрема која мора да оди со људски ресурси, значи оние кои се задолжени за тие казни, комуналната полиција, комуналната инспекција, дел од Министерство за екологија преку своји подрачни единици, дел од секторот, односно одделот за екологија во општина Куманово, ќе мораат да бидат спремни во тие насоки за спроведување на сето тоа. Значи, мислам дека ќе дојде такво време во општина Куманово и на ниво на цела Република Македонија, бидејќи во последно време преку регионалниот развој, преку сите овие работи за кои разговараме, многу битна тема и многу битно е да се ова како дел од нашата животна средина биде што поодржувано, односно сите да обрнеме внимание за да можеме да живееме во поубава средина, меѓутоа со правата доаѓаат и обврските, да имаме обврски и да сето тоа го примениме, односно да учествуваме во одржување на тие средини. А има ли обврски чистота изеленило по втор пат, за кои што чезнеат со години наназад граѓаните на Куманово, да конечно го реши проблемот за кој што почна да се решава со градскиот парк, кој што е впрочем, како ќе се каже, плуќа на еден човек. Да, тој е еден од најстарите паркови не само во општина Куманово и во Република Македонија. Значи, непостоечки со години. Да, можам да кажам дека хронологијата која ќе ви е представенство, која ќе ви кажам, и фазата во која сме дојдени со сите релевантни фактори кои морат да бидат вклучени. Првим во хортикултурна, односно во дрвната реставрација, бидејќи се работи за парк кој има над 150 години дрвна маса која е застарена, односно која е склоно падна, според проценки на шумарските инженери од Министерство за земјоделство и шумарство. Значи, одеше првин пријава од комунална инспекција во општина Куманово, фазно. Пристапија луѓето кои се задолжени за проценка на се ова што го зборуваме. Донесува одлука, односно ги жигоса оние дрвја кои се склоно падни и кои се засечења. Со тоа што после тоа настапи еден период каде што граѓаните од тој район
кои живеат и кои ординираат во тој парк, има еден проблем со некои субјективни сознанија кои не беа вистинити, дека на тоа место ќе се правила зграда, па затоа се секле дрвјата, дека на тоа место ќе имало некои играли и не знам што све не, што не е точно, морам да кажам. Некој си ги носи дрвјата по викендици. Што исто така не е точно, со тоа што после разговор со представници од местна заедница од тој дел, исечени се тие дрвја кои се склонопадни и сега со сите нишани се во ова трета фаза се пристапува кон средување на паркот. Значи, тука дел зеде општина, каде што во дел на комунална сфера, односно средување, односно поставање на комунална опрема, Куманово паркинг со поставување на осветлување и доработка на ограда, која исто така е од сектор за урбанизам, со тоа што паркот ќе се огради, ќе се осветли и во последна фаза ќе биде хортикултурно уредување од страна на јавно претпријатие Чистота и зеленило. И во пролет ќе можеме ли да шетаме по нашиот? Сигурно да. Со тоа што морам да кажам дека без сите овие задачи, односно сите овие исчекори кои треба да бидат направени, колку и да засадиме дрвја и цвеќе во градскиот парк, и сме саделе, значи, и не е битна бројката, меѓутоа сакам да кажам дека во ноќните и вечерните часови сето тоа е изгазено, сето тоа е или искубано, украдено, не знам, не сакам да ја инсинуирам, меѓутоа после 4-5 дена нула резултатот на работа на јавно претпријатие. Со тоа што сега со градата немаат можност да влегуваат, ќе немаат можност да влегуваат со возила, со осветлување ќе немаат можност да ординираат оние кои не се дојдени да шетаат во паркот и со контрола од поека од МВР Куманово, каде што мислам дека сите оние злонамерници или недобронамерници ќе бидат отстранети од тој дел на градот. Паркот ќе се добие онаква слика каква што треба да добие и сите оние луѓе и сите, впрочем и ние, ќе добиеме убав градски парк. Предпоставувам дека во градот има места каде што не сакате да поминете, токму поради тоа што сте директор на Чистота и зеленило. А не сте во можност да реагирате веднаш. Ви го разбрав прашањето, меѓутоа заради компетентноста на одговорот ќе ви кажам дека сите тие диви депонии, сите оние места кои не се налик на едно урбано живење, неколку пати, значи десетина пати можам да кажам, и покрај тоа што не сме задолжени, сме давале допринос во расчистување на тие диви депонии. Меѓутоа, за каква свес разговараме и за каков еколошки развој разговараме, кога за 10 до 15 дена пак е место на депонирање на смет и пак е грдо место и секој граѓанин не би сакал да помине, не само јас како директор или вие, него се работи за еден екзамп или екземплар на несовесност на граѓаните, на одредена група на граѓани на град Куманово. И тука мислам дека во соработка со општина која има постапка или фирма која ангажира за расчистување на диви депонии и со одредени комунални исчекори, значи морам да бидам искрен и да кажам дека и тука е во фаза, треба да дојде фаза на казни, со тоа што ако несовесноста оди во недоглед, мора да се превземат некои други мерки сем чистење на тие места. Мислам дека дел од несовесноста е од одредени субјекти правни, кои место да го одлагаат сметот според законските прописи, да, со минимална надокнада, значи цените за одлагање на таков смет се многу мали за наши услови, користат прилика да од јавна површина или од некое место прават депонија.
Предлагам тука да погледнеме еден прилог од нашите граѓани што мислат за се ова што говоревме. Мислам дека подобро е да си сече целата шума, да се направи нешто да може да народот каде да се движи, да се мислам сето ова се што ја го прават, мислам добро е. Треба да се среди паркот, да се све овој машина, да се исчупа овие пањови и još да се досече овој. Овој кога му текна најидеално работа е завршие. Овој чудо да се скинеше, овој скривница не смее женско челјаде да замине ноќето и навечер. Па мислиме дека не треба да не каже на народ што е работа. Гледај што е чисто на овој. Треба да има нови овако, не е овако да ги сечат. Нема ни светло, децата дојдат од школа, а нема светлина. Не мислам дека во ред. Треба да кажат зашто е се сечат. Ајде стари можда, ама многу сечен, гледај. Катастрофа е. Зошто е катастрофа? Што мислите зошто? Не знам. Викам, катастрофа е. Смет на кај бања само. Овде, по Трета Македонска. Тоа е, што да кажу, До кого е вината? Дали до нас самите граѓани или до до институции? нас. И гледам дека овој чистив, али све е тој до нас. Еве што треба според вас да се направи за да се подигне свеста кај Треба луѓе? казни. Штом го видиш да фрли, одма казни. Значи, Чистоća за овој град овде е на најниско ниво. Што мислим, овај Трета Македонска се направи, еве след неколку дана видуваме овие чистачи. Треба да се мие како понапред, да пројде кола да се измие, да се запази хигиена и редовно да се изнася ѓубре. еве, до контејнерот гледаме огромен куп на ѓубре. 15 дана, тоа ја ќе ви гарантирам, 15 дана, ако не е исправен, ќе го земе и ќе го направи чистоća. Што друго? Што мислите кој е виновен еве за ова ѓубре до контејнерите? Дали ние граѓаните сме виновни? Добро, граѓани не се виновни, они треба да го стави на прописно место, еве до нега, али не исправно, покриле ga и гуме туриле и завршена работа. Значи, они треба да преземе мешка да видиш зашто е тој неисправно да може да се складира. Па апел за сите и овие деца што од школско до средно образование ја имам забележено, пројде дали жвакаќе, дали нешто кесице, пројде поред самото канту да го стави отпад, да е тој ниско воспитано школско образование. Јас сам со средно завршија гимназија, ама ја никад у 81 година ја не ставljam на непрописно место. Како да кажеме, и така и така. Да. Мислам, редовно доаѓаат, чистат градот. Не околу чистоќа не е толку, меѓутоа тротоарите, ова, она. Нема Дали редовно се собира сметот? редовно. Луѓето доаѓаат од чистоќа и собираат го. Така. А што мислите за оние еве граѓаните наместо да го фрлат тоа во контејнер, го фрлаат надвор од контејнер? Култура балканска. Така, и што мислите што треба да се направи за да се подигне свеста на повисоко ниво? Уште како деца мали треба се од градинки, од училиште, од дома. Чистоća нула. Чистоća и тај упра тамо што 100 пуцу за овој контейнер известени, а ден ќе го најдев у реку ќе ga фрлим. Не може да се улезе у двор. Смрди кој стигне сви фрлјав. Еве што треба да се направи, како да се подигне свеста, што треба да се направи за да имаме поголема чистота? Постави поголеми контейнери. И да си ги реши на другчин, да изнасав ѓубре. Покренете го камер, полнете по плат што се фрле. Кој како стигне, куде стигне фрлев. Што се однесува до хигиена на гробиштата, воопште не задоволува. Така, што Нема канти гледам. И одржавање, чистење, метење, никако. Па ние посетители, секој околу своите гробишта се чистиме, уредуваме, али постојано одржување од страна на овие собствениците што ги одржаваат гробишта, чистоќа, не гледам никогаш овде да има некој човек задолжен. Значи, не се добро одржува. Према мене никаква, практично е многу прљаво и не може да се влезе практично на гробиштата. Толку е напуштено и неодржавано, а плаќа се за тоа. Треба да има канти
што вика, поставени на право место и за да се знае отпатот на едно место да се иде, ко треба и да се. Еве на нас повторно во студиото, драги гледачи, ние да поминеме на една друга тема. Веќе по втор пат сте избран за председател на Сојузот на спортовите во Куманово. Поради тоа ли што бевте активен спортист или? Сојуз на спортови во Куманово е здружение од близу 70-80 клуба кои се надпреваруваат во први сојузни лиги, втори лиги, аматерски, пензионери и со нивна одлука по втор пат сум избран за председател на Сојуз на спортови во Куманово, со тоа што секако дека и љубовта кон спортот и активно учество во спортот во младите денови допринесоа да и интересот за спортот од моја страна допринесоа да волонтерски се занимавам со таа работа, односно да дадам допринос колку што можам да спортот во Куманово во рамките на своите можности екзистира, работи и се движи во позитивни насоки како би можело бенефит да имаат спортистите, младите луѓе, град Куманово, љубителите на спортот, а и сите ние бидејќи знаеме дека Куманово е од секогаш било и ќе биде спортски град. Така. Како раководител сега во Сојузот на спортови, најверојатно во мали прсти вие законот за спорт во кратки црти имате ли некои забелешки кои што навистина треба да претрпат измени по законот за спорт, особено што се однесуваат на општинските лиги? Или спортски клубови? Така, да. Закон за спорт во Република Македонија трпи неколку измени во последните години, што во овој момент според финансиските можности и организација на клубовите и според можности за активно учество на клубовите во пред се во први сојузни лиги, според мене е во коализија со состојбата во спортот во Република Македонија, бидејќи се работи за некои правни работи кои го суспендираат учество на одреден број на клубови, бидејќи акционерски друштва, закон за акционерски друштва, формирање на тие акционерски друштва, бидејќи знаете дека сите спортски клубови во Република Македонија се биле здружени на граѓани. Впрочем, тој закон функционира и во неколку развиени држави, меѓутоа не е прагма за сите спортско развиени држави, бидејќи и таму има уште здружение на граѓани со енормно големи средства, со енормно голема помош, со тоа што мислам дека е прерано донесен овој закон, затоа што за тоа треба да се стегнат предуслови. И ние како Општински сојуз на спортови реагиравме до Агенција на спорт и млади, меѓутоа закон е закон, мора да го почитуваме, колку и да е добар или лош. И тоа беше и мотив да ракометниот клуб женски не се надпреварува во прва лига, машки минатата година. Сега се надпреварува ракометен клуб, бидејќи во женска конкуренција до 2017 година го одложува спроведување на овој закон, со тоа што ова е само појдовен проблем за она што се значи надпреварување на одреден број на клубови во суперлиги на ниво на Република Македонија, со тоа што и спортот воопшто во Република Македонија не е таков каков што ние, затоа што немање на материјални средства, немање на бенефит на оние луѓе кои сакаат да учествуваат активно со материјална помош во спортот, затоа што во сите развиени држави оној што ќе даде донација во спорт, дел е ослободен од плаќање на даноци, значи еден дел оди за спортот, еден дел оди за државата, еден дел останува за
правниот субјект кој сака или фирмата која сака да учествува. Што не е пример во Република Македонија и след сите овие околности оставени се клубовите сами на себе во неможност да најдат некој кој ќе им пружи финансиска помош, бидејќи морам да кажам дека и покрај сето ова има многу љубители на спортот во разноразни спортски гранки каде што работат и волонтерски дават свое учество и на таков начин ги одржуваме еден дел од клубовите во општина Куманово. Оваа тема ќе оставиме да ја проговорите со мојот колега Ивица Стојановски во емисијата за спорт Арена, која е во понеделник во 21 часот. Меѓутоа, тогаш предпоставувам дека и ќе ја отворите темата за Куманово домаќин на гимназијада 2016, еден многу атрактивен спортски настан кај што кумановци ќе бидат домаќини. Да, наредна година во соработка со училишен спорт на ниво на Република Македонија и на ниво на општина Куманово ќе бидеме домаќини на гимназијада каде што од цела Република Македонија ќе се надпреваруваат екипи од средни училишта, со тоа што тоа ќе биде едно мало светско првенство на тоа ниво. Председателот на училишен спорт, кој е воедно и член на управен одбор на Општински сојуз на спортови, подетално ќе ви ги каже информациите, меѓутоа она што е битно за нас сите во општина Куманово е што тој настан го добивме како општина која според своите резултати, според сите оние потребни работи кои беа во инфраструктурен дел, ги задоволивме потребите, односно барањата на председателот или на управниот одбор на училишен спорт на ниво на Република Македонија и со тоа мислам дека ќе бидеме добри домаќини, мислам дека тука ќе има добри надпреварувања и мислам дека сите тие млади луѓе кои се потенцијални спортисти, бидејќи се на ниво на средни училишта, ќе бидат идни спортисти или идни перјаници во своите клубови, секој во дел на своја спортска активност, значи кошарка, фудбал, ракомет и така натаму. Така. Кога сме веќе кај спортот, неминливо да ја начнеме и темата за рекреација. Кумановци се желни некаде да се рекреираат, премногу ги држи добро меморијата, се сеќаваат на некои времиња каде што можеле ваму онаму да отидат, но постојано жалат што се помалку и помалку имаат можност да уживаат во благодетите на рекреативниот центар Пелинце. Тоа е под ваша надлежност? Да, ресторанот и рекреативниот центар терените се во надлежност на јавно предпријатие од минатата година со одлука на Совет на општина Куманово, со тоа што од 22 јули веќе активно започнавме со работа, веќе 3 месеци работи ресторанот во Пелинце. Морам да кажам дека сум задоволен според сите оние очекувања кои се од моја страна како менаџер, бидејќи јавна тајна е дека сите јавни предпријатија во ова сфера на угостителство се соочуваат со огромен дел на проблеми, со тоа што законот за јавни набавки е таков како што е, значи и представува еден проблем затоа што сите тие репроматеријали и сите потребни материјали кои треба да бидат, односно храна, пиење, зачини, сето тоа треба да оди преку јавни набавки, што е многу отежнато во работењето и представува еден процес кој треба да го изодиме, со тоа што и покрај сето тоа се уклопивме во тоа, завршивме со јавните набавки, неколку пати бевме враќани од Советот за јавни набавки за некои, според мене, банални работи, бидејќи Да, ама вие говорите, се извинувам, господине Петрушевски, за ресторанските услуги, тоа не се во рамките на рекреативноста и потребата за рекреација на граѓаните Куманово. Што нудат терените на рекреативниот центар, кој и кога ќе почне да уживаат во благодетите на рекреативниот центар граѓаните на Куманово? Па секако дека терените се
исчистени, спремни и граѓаните на град Куманово денеска, впрочем и кога им дозволува време, можат да дојдат и таму, како што знаете, има кошаркарски терен, терен за мал фудбал и за ракомет и терен за тенис. Значи, сите овие терени се на располагање на граѓаните на град Куманово и кога имаат можност, кога имаат желба и кога сакаат да дојдат, може да дојдат и да ги користат за своите потреби, односно да се забавуваат. Така, има ли нешто што не е во ваша надлежност, а според одлуките на Советот на општината или според некои нови законски регулативи ви се додаваат обврски за кои што можеби и не сте подготвени да ги извршите во даден рок, на време и така натаму? Не, затоа што јавно предпријатие Чистотија зеленило според сите своји можности, прво правно, формално ги регулира сите своји задачи. Значи, ние сите овие работи ги имаме вметнато во нашиот статут и сме регистрирани во Централниот регистар. Значи, сите овие работи од угостителство, вршење на, односно управување со гробишта, два расадника, значи расадничко производство, изнесување, депонирање на смет, одржување на јавно прометните површини, се во нашиот статут и ги извршуваме според сите позитивни законски прописи. Овие ваши кажувања досега, особено за фазата во која што ќе биде селектиран и сепариран сметот и отпадот, е токму нешто кое што се надевам дека ќе допре до граѓаните на Куманово. Благодарност до К3 телевизија, бидејќи морам да кажам за граѓаните на град Куманово дека од прв момент од како е формирана, редовно ги следи настаните за кои зборувавме или огромен дел од настаните и се надевам и на плодна соработка со вработените и со К3 телевизија и мислам дека ќе продолжиме и понатаму да соработуваме. Ви благодарам што бевте гост во нашата емисија. Довидување, драги гледачи.